Еден по еден се множат министри на владата, но и функционери кои што објавуваат дека ќе бидат во изолација поради позитивниот тест на Зекири. До сега поради комуникација со него, во изолација завршија министерот за информатичко општество Даниел Манчевски, вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска, владиниот координатор за стратегиски комуникации Маријан Збрчанец, но и градоначалникот на Чаир Висар Ганију. Првиот човек на финансиска полиција Рафат Мураини, сите поради контакти со Зекири. Инаку подпредседателот на СДСМ Мухамед Зекири вчера на својот Facebook профил соопшти дека тој, неговата сопруга и 3-месечна ќерка се позитивни на COVID-19. Почитувани пријатели, и покрај строгото почитување на мерките и минималните контакти со луѓе, сакам да ви информирам дека јас заедно со сопругата и 3-месечна ќерка резултиравме позитивни на тестирањето за COVID-19. За среќа, јас немам никаков симптом, но резултирав позитивен. Зекири испрати апел до сите граѓани да не го потценуваат вирусот и можноста за зараза и да бидат максимално внимателни. Доколку кај вас или ваши блиски забележите и најмал симптом, консултирајте ги вашите матични лекари и не одбивајте да се тестирате. Изразувам жалење и се извинувам доколку несвесно последниве денови сум ставил некого во незавидна позиција, соопшти Зекири на својот Facebook профил. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев, кој во четвртокот бил на телевизиска дебата заедно со Зекири, објави дека се тестирал. Резултатот од тестот покажал дека нема присуство на коронавирусот, односно дека е негативен. Во исто време телевизијата каде гостувале Зекири и Јанушев соопшти дека по препорака на епидемиолозите и новинарката која ја водела дебатата ќе оди во 14-дневна самоизолација.